Министре Сугарески, ви честитаме. Успеавте да дадете сосема нова димензија и значење на зборовите дволичност, лицемерие, хипокризија. Или како што вери народот, лажете без око да ви трепне. Со фанфари одекна по владините мегафони веста дека владата на СДС од чист популизам реши со измени на законот за постапување на бесправно изградени објекти, или попознат како закон за легализација на дивоградби, да го продолжи рокот за аплицирање на предмети и поднесување на документација за веќе поднесените предмети и на тој начин да им се умилкува на граѓаните во очи на престојните локални избори. Да ве прашаме, како тоа нагло го сменивте своето мислење за законот, кога во 2011 година на седница два пати одбивте да гласате за истиот и не го поддржавте и ги напуштивте седниците заедно со пратеничката група на СДС? За да не ви дадеме можност повторно да манипулирате, во прилог се и листите на пратеници во кои јасно е заокружено вашето име. Дали сега, кога дојдовте на власт, сте подготвени како кнедли да ги проголтате сите своји прекршени ветувања? Изгледа удобноста на министерската фотојля ви помогна да потврдите дека сите ваши претходни ставови се само паради и циркус пред јавноста и дека како министерство и влада немате идеи и проекти, па почнувате да ги копирате проектите на ВМРО ДПМН. Нам не радува што имплементирате проекти кои претходно сте ги критикувале, бидејќи тоа значи дека признавате дека истите се во интерес на граѓаните. Се прашуваме кој проект и закон наредно ќе го копирате и кое свое ветување и став наредно ќе го прекршите. Очигледно е дека капацитет за работа немате, па затоа најлесно е да свиткате кичмата и да се китите со туѓи перја. Да ве подсетиме, владата на ВМРО ДПМН со донесувањето на законот за постапување на бесправно изградени објекти им овозможи на граѓаните еднаш за секогаш да го решат прашањето за сопствен дом. Само во Прилеп, од започнувањето на примената на овој закон, од вкупно поднесени 14.000 барања, успешно се решени 9.500 барања. Вие и СДС тогаш застанавте против овој закон и не го поддржавте. Баба лаже, стенограм и листа од собраниска седница не лаже. Како да ви веруваат граѓаните, кога од ден во ден ги менувате своите ставови? Како да ви верува народот после ова дека нема да се населат бегалци во Македонија и во Прилеп? Како ќе не убедите дека струјата нема да поскапи за 20% и дека нема да ни се зголемат давачките и даноците? На граѓаните им требаат дела и проекти, а вие тоа никогаш не сте биле способни да го остварите. Единствено сте способни за ситни сплеткарења, вработување на заслужни Соросови револуционери без јавен оглас и пазарења за фотели во управни одбори. Вие не можете ни поделбите и несогласувањата да ги решите во својот прилепски огранок на СДС, во кој веќе се води рововска битка за кандидат за градоначалник помеѓу староседелци и револуционери, а камоли да работите во интерес на граѓаните. Самите со ненародни политики се осудивте на пропаст на престојните локални избори, кои ќе бидат само брз вовед кон вашиот пораз на централно ниво, после кој СДС тивко ќе потоне од македонската политичка сцена. Ви благодарам.